svoj dane spasi nas Isusa Hristosa Emanuel Som nas beše Bog i ostana ne pomiri So tebe ne osveti Nema smrt, nema veke krevi Tatko moj, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja, kako na nebo to, tako i na zemljata. Lebot naš nasušen daj ni go i denes i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici. I ne vovedi vo iskušenje, no izbavi ne od lukaviot, zašto Tvoje je carstvo to, Tvoje je carstvo to, i silata, i slavata, vo site vekovi, i vo vekovi. Amin. Gospodovата молитва од Евангелие по Матеј, на гората на блаженствата, која кажува Исус и вели молете се вака, молете се вака. Денеска ќе продолжуваме со послание на апостолот Павле до Римјаните, 7 глава, христијаните ослободени од законот. Или пак не знаете, браќа, им зборувам на такви што го познаваат законот. Значи законот го познаваат. Кој е законот? Законот е Мојси и 10 Божји заповеди. А денеска тие се содржат во една заповед. Љуби го својот ближен како себе си. Или пак не знаете, браќа, им зборувам на такви што го познаваат законот, дека законот има власт над човекот додека тој е жив. Категорија жив. Тој е жив. Омажената жена е поврзана преку законот со мажот, додека е тој жив. Ако умре мажот, таа се ослободува од законот кој ја сврзал со мажот. Значи, Библијата често зборува во метафори и не треба да се разбира буквално, затоа го има тој стих кој вели им го отвори умот да ги разбираат словата од писмата. Значи, мажот е телото, а жената е душата. Затоа ако се омажи за друг маж, додека е се уште жив нејзиниот маж, таа ќе стане прељубница. Значи, вие сте го примиле Христос, сте се крстиле, а се уште живеете телесно, мажот е жив, телото, и тогаш вие станувате прељубници. На еден начин велите дека сте христијани, а на друг начин не чекорите по Христа, бидејќи да бидеш христијанин подразбира да го имаш образецот пред себе, да го имаш Исуса Христа. И одиме понатаму. Затоа ако се омажи за друг маж, додека е жив нејзиниот маж, таа ќе стане прељубница. Ако пак умре мажот, значи вашето тело, односно можеме да зборуваме и реално, таа е слободна од законот. Ако умрете во вашето гревовно тело и нема да биде прељубница кога ќе се омажи за друг човек, за Исус, тој зборува за душата. Па така и вие, браќа мои, за законот преку телото на Исус Христос умревте.
преку телото на Исус Христос умревте, за да му припаднете на друг, на оној кој беше воскреснат од мртвите. Значи, ние умираме во тело и му се предаваме, го предаваме нашиот живот во рацете на Исус. Велно и всушност и ние немаме ништо друго. Ние го немаме ништо, бидејќи животот е од Бог, а ние сме као земја, како што е пишано во Светото Писмо. Па така и вие, браќа мои, за законот преку телото на Исус Христос умревте. Умревме за законот преку телото, за да му припаднеме на друг, на оној кој беше воскреснат од мртвите на Исуса, да му принесеме плод на Бога. Зашто кога живеевме во телото, тогаш страстите гревовни преку законот действуваа во органите, за да ја принесеме плод на смртта. Значи, имаме грешна природа. Телото има своји нагони, душата си има своји, а духот е мртов ако не го читаме Светото Писмо, бидејќи човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Но сега ние сме слободни сме од законот, откако умревме, кога ќе се крстиш во вода, се потопуваш и умира стариот човек, откако умревме за она што тој не држеше врзани. Тој е гревовен човек, си живее за своите страсти, за своите наслади, телесно. Значи, умревме за она што тој не држеше врзани, за да му служиме на Бога, со обновен дух, а не според старата буква. Значи, со обновен дух, ако го разбираме тоа, видиме Откровение 12:17-9, со обновен дух. 12:17-9. Откровение 12:7-9, и настана војна на небото. Михаел, архангел Михаел и неговите ангели војуваа против змејот, а змејот и неговите ангели војуваа против нив. Значи, ангели. Но беа поразени и за нив веќе не се најде место на небото. И беше исврлен големиот змев, старата змија, наречен ѓавол, сатаната, која ја мами целата вселена. Сатаната ја мами целата вселена и беше соборен на земјата, и заедно со него и ангелите нејзини беа исфрлени. Ангелите нејзини беа исфрлени, значи ние сме на оваа земја, заедно со сатаната и неговите исфрлени ангели, кој како се овоплотува во човек, добива можност повторно да се покае, бидејќи му се спротистави на Бог сатаната, рече јас сум Бог, а Бог е изворот, а ние сме само садови, грниња, бидејќи тој нема сила, паѓа на земјата. Материализиран дух, значи да му служиме на Бога со обновен дух, не по старата буква. Имаме Откровение 3:10. Откровение 3, видиме што вели тука, 10:13. Бидејќи ти го запази обновен дух, нели? Ти го запази словото на трпението мое. Исус вели, бидејќи ти, се однесува на секој од нас, го запази словото на трпението мое, тоа е ова слово. Значи, Господ е долго трпелив да се покаеш, да се вратиш повторно кај него, да живееш во дух, во својата вистинска природа. Бидејќи ти го запази словото на трпението мое, и јас ќе те запазам во часот на искушението, кој ќе дојде на целиот свет, за да ги искуша оние што живеат на земјата, што подразбира тие што се паднати ангели, отпаднати од Бог, да ги искуша дали се сега зрели повторно да се вратат код Бог. Тоа е искушението. Значи, слободен избор да го избереш Бог, да избереш живот, Исус да го избереш, или да го избереш сатаната, односно веќе си во сатаната, во смртта, и ти имаш гревовна природа и одиш во земја и умираш. А душата потоа оди на суд. Ете, доаѓам скоро, држи што имаш, за никој да не го земе венецот твој. А што имаш ти, синко мој? Немаш ништо. Се од Бог, голи доаѓаме на овој свет и голи се заминуваме, не можеме ништо да понесеме. Така пишува овде. Што имаш, ги имаш само делата на љубовта кој си ги направил во името на Бог, да му служиш на Бог. Оној кој победува, ќе го направам столб на храмот на мојот Бог, и нема веќе да излезе надвор, нема веќе да го исфрлам, и ќе го напишам на него името на мојот Бог, кој ќе го има името на челото на Исус, за воскресението.
името на градот на мојот Бог и името на градот на мојот Бог на новиот Ерусалим, кој слегува од небото од мојот Бог и моето ново име, име над секое име. Слава ти, Господи Исусе Христе, кој има уво, нека чуе што им зборува Духот. Кој Дух? Духот Господов, Духот Исусов, Светиот Дух на црквите. Црквите без Дух се мртви, значи да му служиме на Бога со обновен Дух, да го слушаме Духот на Бог, а не според старата буква. Старата буква е 10 Божи заповеди кои не можевме да ги исполниме, односно ние сме старата буква отпадната од Бог. Што да речеме пак? Зар законот е грев? 7 стих, 7 глава, 7 стих, Римјаните, апостол Павле. Јас го разбрав гревот преку законот, зашто и похотата не би ја познал ако законот не велеше не биди похотлив, не биди похотлив, не биди похотлив. Видиме што или во Матеј 5. Интересно, за похотата имаш похота на телото, желбата на очите, гордоста на животот, се тие работи кои не оттргнуваат од Бог. Се слушнале дека на старите им било речено, Матеј 5 глава 27 стих, сте слушнале дека на старите им било речено не прелюбодействувај. Не прелюбодействувај, тоа не подразбира само телесно, туку душевно и духовно. Јас пак ви велам дека секој што ќе погледне на жена со желба кон неа, тој веќе извршил прелюба со неа во срцето свое. Јас пак ви велам дека секој што погледнал жена со желба кон неа, што погледнал, тој веќе извршил прелюба, со неа во срцето свое. Но уште еден интересен стих, Матеј 5 глава 37 речено било исто така, ако некој ја остави својата жена, нека ја даде разводно писмо. А пак ви велам, секој што ќе ја остави својата жена, освен за прелюба. Прелюбата не е само телесна, туку душевна, како што реков, па и духовна најнакрај. Вериш дека си христијанин, а не чекориш по Бог. Тој ја тера да прелюбодействува. Значи, ако нема љубов, ти веќе вршиш прелюба. Ако не го љубиш својот ближен како себе си, ти веќе вршиш прелюба. Вршиш прелюба. Кој е твојот ближен? Секој што има потреба од Божјата љубов. И кој ќе се ожени со така напуштено, тој прелюбодействува, не зборува само за телесно, туку зборува за духовно. Некога живеев без законот, но гревот, поттикнат од заповедта, предизвика во мене секаква похота. Бидејќи гревот без законот е мртов. Гревот без законот е мртов. Ние зборуваме дека луѓето не знаат за Бог, мислат дека може да прават што сакаат. Има еден стих кој вели, тие иако не го познаа Бог, законот им беше запишан во своите срца, таму некаде во нитката каде што гори самиот живот кој е од Бог, има дувна во лицето дух животен, значи духот животен некаде знае дека треба да го победува злото со добро. Јас пак умрев и се покажа, умрев за себе и се покажа дека заповедта назначена за да даде живот, истата води во смрт. Да, заповедта води во смрт, ти да умреш со твоето гревовно тело, со твоите желби, со твоите похоти, сакаш ова, сакаш она. И да видиш што сака Бог, нека биде волјата твоја како на небото, така и на земјата, зашто гревот поттикнат од заповеда ме измами и преку неа ме умртви. Така значи законот е свет, Мојсе ги донесе 10 Божи заповеди, а тие си направија златно теле, и заповедта е света, справедлива и добра. Да видиме Јован 5 глава, интересно, од 25 до 29 стих, Јован. Библијата е чуден феномен, бидејќи луѓе од тешки болести, читајќи Библијата, се исцелуваат. И тоа е суштина која секој од нас треба да ја знае. Тоа е живо слово. Човек не се храни само од леп, не е дадено случајно, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. 5 глава 25 и 29 стих. Вистина ви зборувам. Иде часот и веќе е дојден, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божiji. Дали зборува за телесни или духовно мртви, и тие ќе го чујат и ќе оживеат. А потоа зборува и за телесно мртви, зашто смртта е победена. Зашто како што Отецот има живот во себе, така му даде
и на Синот да има живот во себе и му даде власт да суди, зашто тој е Синот човечки. Син човечки е дадена категорија за да разбереме дека ние сме синови човечки, синови на сатаната и треба од син човечки да станеш син Божји. Не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот на Синот Божји и ќе излезат кои правеле добро, ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Значи иде часот кога ќе воскреснат сите мртви, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот Божји и ќе излезат кои правеле добро, ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Понатаму Јован 5 глава 30 стих: јас ништо не можам да правам сам од себе, како што слушам, така и судам, и мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја, и ти треба да не ја бараш твојата волја, туку ја барам волјата на Отецот кој ме прати. Тоа е суштината, да разбереме што е Божјата волја за нас, бидејќи ние сме дојдени на оваа земја од човек, син човечки, да станеме син Божји. Ако јас сведочам сам за себе, сведоштвото мое нема да биде вистинито, но има друг што сведочи за мене и знам дека е вистинито тоа сведоштво со кое тој сведочи за мене. Тој зборува за посветеност и служење на Бог. Служење на Бог. Па така, доброто ли за мене, се враќаме на Римјаните 7 глава 13 стих, стана смрт. Значи, кога чиниш добро, никако, но гревот, за да се покаже дека е грев, ми предизвикува преку доброто смрт. Значи, смрт за себе, да умре грешниот човек, не ти да живееш, туку Христос да живее во тебе. Ми предизвикува преку доброто смртта, преку заповедта гревот да стане премногу грешен, зашто знаеме дека законот е духовен, а јас сум телесен, предаден на гревот, како роб, телото си има своји нагони. Не го разбирам тоа што го правам, бидејќи не го правам тоа што го сакам, туку она што го мразам, тоа го правам. Ако пак не го правам она што не го сакам, вели апостолот Павле во Римјаните 16 стих 7 глава, тогаш се согласувам дека законот е добар. Значи тоа веќе не го правам јас, туку гревот што живее во мене и живее во тебе. Ти имаш гревовна природа, ти си паднат ангел, видовме дека сатаната е изфрлен со неговите ангели, односно денеска се тие демони, и тие се еден по еден сите отпаднати, материализирани на земјава, од материја, животинско царство, доаѓаме до станеме човек, син човечки, првиот човек Адам и по него, нели, и да го избереме Исус Христос за наш Господ и Спасител. Знам дека во мене, односно во моето тело, вели апостолот Павле, не живее доброто. Навистина желба за добро во мене има, но не наоѓам сила да го правам тоа. Не наоѓам сила да го правам доброто. За да го правиш доброто, потребна ти е сила. На сите што поверуваа во неговото име, во Евангелие по Јован, им даде сила да станат синови Божји. Зашто не го правам доброто што сакам да го правам, туку злото што не сакам да го правам. Тој зборува за судирот на внатрешниот и надворешниот човек, на телесниот, душевниот човек со духовниот, во кој треба да се родиме повторно во Бог. Ако некој не се роди од озгора, во Евангелие по Јован, нема да го види Царството Божјо. Ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Значи, тој зборува за тој судир што постои во секој од нас, и затоа ни е потребен Исус да го имаме како образец, за да можеме од синови човечки, од синови ѓаволски да станеме синови Божји. А штом го вршам она што не го сакам, вели апостолот Павле, Римјаните 7 глава 20 стих, штом не го вршам она што го сакам, не го вршам веќе јас, туку гревот кој живее во мене. Значи, телото е гревовно и тоа се враќа во земја, душата оди. Значи, ние живееме
во тело кое не е наше, кое е гревовно. И така во себе наоѓам ваков закон. Кога го правам доброто, злото ми е близу. Злото ми е близу, ќе ви искушува сатаната, бидејќи според мојот внатрешен човек наоѓам наслада во законот Божји. Ти имаш потреба од Божјата љубов, од Божјата сила, го сеќаваш тоа. Но во своите телесни делови гледам друг закон во телото кој војува против законот на мојот ум и ме држи заробен во гревовниот закон кој е во моите органи. Зато има една молитва од органи на гревот, да станат органи на твојата праведност. Евреите, да видиме 11 2 глава. Римјаните па Евреите. Татко наш небесен, се враќам пак кај тебе. 2 глава, од 11 до 18 стих. Бидејќи и оној што се осветува, и оние што се осветуваат. Осветени сме со крвта на Исус, сите до еден, и затоа Исус не се срамува, сите се од еден, и оние што се осветуваат, и тој што осветува. И затоа Исус не се срамува да ги нарече браќа, велејки, ќе го возвестам името Твое меѓу браќата мои, среде собранието ќе те славам. Името Твое меѓу браќата мои, подразбира на Исус, за Исус се однесува. И пак јас ке се надевам на Него се надевам на Отецот Небесен и Неговиот Син Исус Христос. И одново ете мене и децата мои, чедата мои што ми ги даде Бог. Секој што ќе дојде при мене нема да го оставам надвор, вели Исус. А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, значи тие се на синови човечки, така и тој зеде еднакво учество во тоа. Исус лезета преку смртта, стана син човечки во тело и крвта преку смртта, да го победи оној што ја има власта над смртта, односно ѓаволот кој ги повлече со непокорност под Бог, да бидат во смртта, како што Адам јадеше од дрвото на познанието на доброто и на злото, не го послуша Бог, ја избра смртта. Па да ги ослободи оние што од страв пред смртта преку целиот живот беа подложни на робство, зашто јасно е дека тој не дојде да им помогне на ангелите, се мисли на демоните, на Сатанас, не дојде да им помогне на ангелите, туку на Аврамовите потомци. Значи Аврам склучува договор со Евреите, 2 глава, Аврамовите потомци. Не дојде да им помогне Исус на ангелите кои се оттргнати од Бог, туку на Аврамовите потомци. Тоа е избран народ, евреите, израелците, метафора на народ кој го избрал Бог и народ кој треба Бог му одредува водачи, политичари, пророци. Бог ги избира, а ние денеска, например, во Македонија сами ги избираме, и кога сами ги избирате, гледате до кој дереđe сте дојдени на растурање на тоа што ви го дал Господ. Македонија, земја запишана од Него, а денеска се содржи и се случува Армакедонска војна како последица на живење во нељубов. Штом љубов немам, а кој го љуби Бога, треба да го љуби и братот свој. Евреите 4 глава 11 до 19 стих. Па така се заколнав во својот гнев дека нема да влезат во мојот спокој. Она што и се случува на Македонија, немири, раздори, кавги, луѓето бегаат од неа, не може да го издржат притисокот на Армакедонската битка. Па така се заколна во својот гнев дека нема да може да влезат во мојот спокој. Браќа, гледајте да не би во некого од вас да има зло и неверно срце. Чисто срце создај во мене, Господи. Зло и неверно срце, та да отстапи од живиот Бог, како Адам, како сатаната. Туку храбрете се секој ден еден по друг, додека се уште се вели денес, та некој од вас да не отрпне преку измамата на гревот, зашто ние станавме соработници на Христос. Соработници на Христос категорија на христијаните. Прво Солуњаните, да видиме што вели соработници на Христос. Или лама савахтами. Колку, првим да видиме Римјаните 7 глава
24 стих, апостолот Павле: колку несреќен човек сум јас, кој ќе ме избави од ова тело на смртта. Му благодарам на својот Бог преку Исус Христос, нашиот Господ, и така ја самиот со умот свој му служам на Божиот закон, а со телото на гревовниот закон. Со умот свој му служам на Божиот закон. Сакам да правам добро, но немам сили, што вели тој, а со телото на гревовниот закон. Тоа се случува во секој од нас и во тебе. За да можеш од син човечки да станеш син Божи, потребен ти е Исус Христос, зашто тој вели: јас сум портата на спасението, кој ќе влезе низ мене, ќе влезе и ќе излезе и пасиште ќе најде. Ајде да видиме сега прво Солуњаните 5, 20, 12 и 28. Еве го. И ве молам, браќа, да ги уважувате оние што се трудеа меѓу вас и ве водат во Господ. И оние кои ве утешуваат. Ако има некој дар за утешување, нека утешува. И кон нив да имате преголема љубов заради нивното дело. Живејте во мир меѓу себе, македонци и сите други христијани. Браќа, ве молам, поучувајте ги неуредните, утешувајте ги малодушните, подкрепувајте ги слабите и бидете долготрпеливи кон сите, зашто нашиот Бог е долготрпелив и не чека долго да се покаеме. Гледајте никој никому да не враќа зло за зло, туку секогаш барајте добро еден на друг. Не враќајте зло за зло, барајте добро еден на друг. Ова би било добро да се применува во Македонија кај македонските политичари. Радувајте се секогаш, радувајте се и пак радувајте се, Филипјаните 4:4. Молете се постојано, Татко мој кој си на небесата, благодарете за се, зашто таква е волјата Божја во Христос Исус спрема вас. Не гаснете го духот, пророштвата не ги омаловажувајте, се испитувајте, за доброто држете се, а доброто е Исус Христос. Клонете се од секакво зло, а сам Бог на мирот, мирот е во Бог, нема мир во светот, да ве освети наполно во се и целиот ваш дух, и душата, и телото да се запазат без порок до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Значи, целиот наш дух, и душата, и телото. Имаме тело, имаме душа, имаме дух. Духот е од Бог, душата е она што сме ние, што треба да го избере Бог, и телото е гревовна природа, веројатно друг паднат ангел. И телото без порок да го запаза за доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Верен е оној кој ве повикува. Тој ќе го направи тоа. Браќа, молете се за нас, молете се за вас. Се молам, Господе, Татко мој, Исусе Христе, се молам за целата Христова црква, за Христовата црква, каде што Исус е апостол, Исус е пастор, Исус е поп, Исус е владика, Исус е папа. Поздравете ги сите браќа со свет целив. Живејте во љубов. Ве заколнувам во Господ ова послание да им го прочитате на сите свети браќа. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Амин. Татко мој, нека овие слова го допрат сите оние, ги допрат сите оние што имат потреба од твојата љубов. Те молам за сите бедни, гладни, осамени, понижени. Те молам за сите христијански заедници во светот и во македонскава земја. Те молам за македонските политичари да им ги отвориш срцата, ушите, очите, да се покајат, да повикаат кон тебе. Зашто Македонија и македонците се запишани овде и тоа е метафора на човек кој го повикува Бог, како што евреите се метафора на човек кој ги води Бог, на народи кои ги води Бог, а македонците се народ кој треба да го повикат Бог. И Бог чека се уште долго трпеливо да го повикате. Ти благодарам за се што имам. Потребна ми е твојата сила, твојата љубов, твојата милост, твоите дарови, плодови на духот, љубов, радост, мир, долготрпение, благост, добрина, кроткост, воздржливост, верност. Те сакам, Господе.
Се молам за сите што се болни и осамени, да ги допреш и да ги исцелиш во нивните срца, да се покајат. Те сакам, Господе, те молам за македонскава земја. Те молам за сите наши соседи, бугарите, србите, грците, албанците, да се покајат, да не пизмат против Македонија. Зашто така пизмат против Тебе, Татко мој? Исусе Христе, остани во моето срце и пишувај во моето срце. Биди благословена Македонија и сите што го слушате ова слово, ако имате потреба од љубов, читајте го Светото писмо, луѓе се исцелуваат, читајќи го живото слово на нашиот Бог. Исус е спасението, Исус е портата, Исус е се. И без Него не можам да направам ништо, но со Него можам да направам се. Се можам преку Исуса Христа, кој ми дава сила, кој ме крепи. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти. Амин. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Христос воскресна, Христос воскресна, славете го Бога, славете го Исуса. Амин. Svoj da ne spasi nas, Isusa Hristosa.